Почитувани, никогаш не било полошо и во областа на инфраструктурата во Македонија. Никогаш помалку не се градело, а тоа што се гради никогаш не било помалку квалитетно. Никогаш и не се градело побавно. Следниот март навршува 10 години од почетокот на изградбата на автопатот од Кичево кон Охрид. Македонија, со оваа власт на СДСМ и на ДУИ, со 10 годишната агонија во неградењето на овој автопат, освен што придонесуваат за стагнација на туризмот и на економијата, овој автопат стана и мета на подбив во целиот регион. Никогаш не се градело вака неплански. Никогаш на ниедна претходна влада не е биле потребни 7 години за да изгради 2 километри автопат. А оваа влада за 7 години не успеа ни тие 2 километри автопат да ги изгради од Скопје кон Блаце. Всушност, оваа влада во цели 2 мандата не изгради ни 1 километар автопат. Никогаш не било полошо, затоа што до сега не се случило од страна на ниедна претходна влада една година да држи затворен автопат, иако на истиот е завршена градбата. Говорам за автопатот Демиркапија кон Смоквица. Не помниме влада со волку голем број на анекси на договори за зголемување на вредноста на капиталните проекти, како и анекси за пролонгирање на роковите за изградба. Кој, да е комично, самите си ги задаваат роковите кои ги пробиваат, самите ги пробиваат. Никогаш не било полошо, затоа што и странските фирми изведувачи на капиталните инфраструктурни проекти ги напуштаат проектите поради низа притисоци и сомнителни влијанија, а проектите се уште не изјаат недовршени. Овде пред се мислам на железничката пруга кон Бугарија, а и на експресниот пат од Градско до Прилеп. Безбедноста во сообраќајот никогаш не била полоша. Заштита на учесници во сообраќајот се уште се врши со застарени, а и скоро напуштени методи. Да не ги спомнувам жртвите од небезбедните железнички премини. Исто така, никогаш не било полошо и за македонски железници. Повеќе немаме меѓународни линии. Укинате возот од Солун кон Скопје, а и кон Белград. Се укинаа 2 линии Скопје-Кочани, се укинаа 2 линии Скопје-Кичево, 3 линии Скопје-Битола, а и плюс се укина и деловниот воз Пелагонија кон Битола. Или вкупно 8 линии во домашниот железнички сообраќај, вклучувајќи го деловниот воз Пелагонија, се укинати. Се откажуваат возови поради немање на дизел гориво за локомотивите. Пред некој месец македонски железници остана и без струја. Скоро 90% од железничкиот возен парк е надвор од употреба, а верувале или не, само поради ненавремено сервисирање. Се на се, ова се срамни податоци во областа на инфраструктурата. Никаква реализација нема државата на капиталните проекти. Затоа е важно да ги поразиме. Да ги поразиме затоа што заслужуваат да бидат поразени. Да ги поразиме затоа што не оправдаа довербата на граѓаните, а и не постои категорија на граѓани која што не е разочарана. Затоа, личниот интерес го ставија пред државниот интерес и затоа ќе бидат поразени. Во Македонија, со СДСМ и ДУИ никогаш не било полошо. Да ги поразиме, затоа што Македонија заслужува подобро, затоа што заслужува да ја предводат луѓе кои сакаат својата татковина. Благодарам.